Добро дојдовте назад. Утринска програма Добро утро секое утро на телевизија Алфа. Сега е вистинско време да имаме убави работи да ви презентираме, затоа што не запира светот, не запира сите оние изненадувања што треба да им ги приредиме на нашите најблиски кога е време на корона. Напротив, треба да им се посветуваме секојдневно, а посебно па во вакви тешки времења за сите нас. Добро утро велам за нашата колешка, новинарка Анита Даева. Добро утро, Ана. До тебе поздрав до Андреј и поздрав до сите кои што се на фреквенцијата на Алфа телевизија. Навистина ми е драго што прифативте да не бидете гостинка, затоа што додека го гледав изненадувањето за вашите родители, искрено се изнаплакав. Затоа што ето одам на моите несе на овој свет, па би сакала така искрено и од срце да ги изгушкам, но добро. Вие сте тука да им посветувате многу време, многу внимание за вашите родители, како што велите вие, душата ми ја дадоа тие, животот ми го дадоа токму тие. Нивната приказна ќе ми кажете од каде започна, вие сте Велешанка, но ете 50 години како вие се решивте најпрви во време на корона криза, мислам дека единствена сте, нема пречки за вас, Анита, нели? И во време на корона кога треба да им бидеме во самоизолација, се организиравте на вистинскиот начин со сите препораки да им честитате и да ги изненадите вашите родители. Така, прво ќе те замолам без форсирање со оглед на тоа што сме колешки 100 години. Како второ, добро, тоа е нели учите ако медиумот во кој што работам. Јасно. Зборот ми беше она што го кажа пред малку твоите солзи, затоа што за жал нели твоите родители не се веќе живи, меѓутоа има многу луѓе кои што ми пишаа, не знам колку пораки прими. Баш поведени од истата таа причина на кој што се уште родителите им се живи. Прво сакам нив да им се заблагодарам, значи на сите тие незнајни луѓе до кои што допре тоа видео. Најбитно ми беше да допре до оние за кои што беше наменето, тоа се моите родители. Родители за пример во однос на и сега кога зборувам ги чувствувам истите емоции како на тој 2 мај кога отидов кај нив во Велес пред брата, бидејќи јас живеам во Скопје 22 години. 50 години се заедно од 1970 година. Мајка ми потекло од Крушевац од Србија, татко ми од Куманово. Тој како војно лице се среќаваат и тука започнува таа нивна љубов која што трае фала му на Бога и до денес. И многу ми е драго што ми се на 70 години двајцата живи и здрави, генерација се, родени се 1950 година. И знаеш, секој еден сонува да си старее, да си зрее, да се живее до оној кој што го одбрал да го има покрај себе за цел живот. Фала му на Бога, здрави ми се и двајцата. И оваа нивна 50 годишнина ја размислувавме уште од лани, што ќе правиме како. Па дури вика, мамо, пак ќе бидеш невеста, ќе најдеме нешто, да се означи, да се знае тоа со прослава во кругот на најдрагите, на најмилите. Со оглед на тоа што имам сестра која што е мажена во Србија и живее таму веќе 30 години, гледавме датумите да ги усогласиме заради незините обврски работни кои што ги има таму и сето тоа планиравме, размислувавме што и како. Меѓутоа се случи тоа што му се случува за жал на целиот свет. Едноставно не можев да се помирам туку така да помине сето тоа. Искрено да бидам, откако што се случи сето ова, пред моје заменување во Велес на 2 мај, Скопје го немав напуштено од 9 март. Ги нема видено месеца заради нив, не заради мене, како велат, ако сакате да им покажете на вашите колку ги сакате во овие чудни времења, не ги гледајте. Да. И тоа ми беше значи можности да ги видам, меѓутоа знаеш колку ми беше тешко кога дојдов на врата, ќе ти кажам околу организацијата се тоа. И мама тргнува да ме гуцне, едноставно бегам од неа пак да ја сочувам, а не да бидеше да ми да гуцнам да ја кренам у раце. И се организирав на тој начин што реков, велешките свадби, знаат велешани, без чалгија свадба не поминува. Има еден убав оркестар, Велешки чалги се вика, ги побарав на Facebook, ги најдов, 5 души, викам не може 5 души затоа што е состојба на пандемија, корона, максимално колку да го одбележиме моментот, задолжително со маски беа, двајца само, хармоника и таравука. И песната која што беше првата, Зелени очи, тоа е песна која што ми ги поврзува цел живот. На било каква веселба, на свадба, тоа е песната која што задолжително мама кога оди по свадби си ја нарачува и ужива кога ја слуша и она и тато. И значи нив датумот им беше на 3 мај во недела правеа 50 години, ама размислувам, викам ако отидам на 3 мај, ќе биде изненадување, меѓутоа знаеш како веќе ќе знаат. Ќе очекуваат. Така, да. Знае мама јас
како размислувам и кога ќе одлучам нешто, нема сила што може да ме спречи, секако доколку тоа е во рамки на умноста, на паметноста да се направи. И заради тоа го организирав така како што го организирав, имав добра логистика од еден сосед на мама. Морам да си го поздравам па некој што навистина ми помогна, бидејќи сама немаше шансе да го направам сето тоа, затоа што имаше и подароци, и ручек им организирав, да не се труди мама да готви тој ден, се сервирано и само да се седнат и да се уживаат. Си ги договорив музичарите, многу беше спорен моментот како да влезам, бидејќи тие задолжително се седат на тераса, затоа што нели не излегуваат, да не ме видат. А тука беше комшијата логистички да ве предупреди, така? Кога можете да влизате во влезот. Така мораше некој да чува стража за да види дека тие не гледаат, дека сте таму. Тој дури им кажа влезете внатре, времево не е баш убаво за надвор. Правевме се само за тоа да биде баш изненадување. И на снимката сите оние кои што имаат видено, ја видам многу луѓе во Македонија. Да, ќе видиме за кратко. Да, ќе ја видиме. По домашни панталони, па вака едната ногавица неочекува, нели? Да. Јас се скрив за вратата и таа торта, нели, тоа шампањско како оди со невестата, нели, шампањот, па потоа тргнува тапанот. Така и беше, иако кај нас беше музиката претходно. И навистина се изненадија, мајка ми по природа е страшно емотивна жена која што не можеше да ги соткрие солзите. Јас ги криев под маската, ама добро е што маската вака до тука си ја ставив, па не се гледаше, меѓутоа реков нито застани, ако тргнеш ти да плачеш, она нема да застане. Работата беше зубава, нели? Татко ми беше потполно збунет. И на видеото ова вие што ќе го видите, гледачите се само 5 минути, меѓутоа 15 минути, едно 3-4 песни, 5 беа се договоривме со Велешка Чалгија. И после влегов буквално на кисела вода се напи назад за Скопје, затоа што до 2 часот, до 14 морав да стигнам заради полицискиот час. И знаеш како, сестра ми оваа година прави 30 години од брак. Јас 25, мајка ми 50. И оваа година на корона ми е брачно јубилејна на сите нас. И многу ми е драго и она што, еве како порака нека биде до сите, мораме да ги чуваме на родителите. Не затоа што тоа нас не обврска, тоа ни е природно. Како што се грижиме за нашите деца, така мора да се грижиме и за нашите родители. Не за да очекуваме дека утре ќе ни се врати, без никакви математики, туку затоа што едноставно така мора да биде и никако поинаку. Да не заборавиме колку трпение имале кога сме раснеле. Кога требале да не научат да одиме, па да јадеме, па да пливаме, па да возиме велосипед. Какво трпение тие потрошиле од нивниот живот? Колку се дале себе си, колку се треселе кога нешто ни се случувало, ги преплакувале нашите солзи, се радувале на нашите радости. И пак ќе кажам, сите оние кои што имаат живи родители, без оглед на ова чудно време, не зборам за пандемијата, туку за таа динамика во која што живееме во овој 22, крајот на 20-тиот и овој 21 век, не можеме да кажеме немаме време, барем еднаш дневно да им се јавиме, ако не можеме да отидеме да ги видиме, да ги слушнеме, што носи мигот вечноста не носи. Да, не се знае што ни носи мигот. Да мислиме на родителите до бескрај. И таа љубов која што ни ја дале, едноставно мораме да им ја дадеме, не да им ја вратиме, да им ја дадеме. Секако апсолутно се согласувам, затоа постојано велам за сите вас што имате живи родители, имате благослов и благодет и треба да си ја вашата љубов постојано да ја негувате и да не ги сваќате здраво за готово, туку на вистина, не само кога нешто ќе ги здоболи или се болни или постојано. И во добро и во зло родителите треба да ви бидат секојдневие и велам имате благодат за си ги гушнете. Не го зимајте тоа здраво за готово, посебно во вакви кризни состојби. И сега ќе се вратиме на моментот па како вие во ова време на корона криза психолошки го поднесовте сето ова, седењето дома, не правењето ништо, со оглед на тоа што нели се познаваме и знам колку сте активна личност, темпераментна, не ве држи место. Мислам дека цело брашно го потрошивте, или? Ке ми кажете подоцна? Дека готвите одлично, дека постојано се грижите за домот во таа насока, но ќе ми кажете да го погледнеме сега видеото, нели да не ги држиме гледачите на телевизија Алфа во исчекување. Една емотивна приказна зачината со Анита шоу би рекла, затоа што Анита секогаш прави големо шоу низ целиот незин живот, познавајќи ја, затоа да видиме како ги изненади на најдраго срце незините родители. Имате можност да погледнете една преубава љубовна приказна и како ти реагираат 50 годишнина или 50 години љубов родителите на Анита.
Прекрасно. 50 години љубов, зачинета со многу солзи, но со солзи радосници овој пат, навистина преубаво изненадување за вашите родители. Што има тие па да ви кажат после ова? Ништо. Татко ми беше толку многу збунет, па едно време вика: Анче, што не ми кажа, барем да се облечев. Викам, како ќе се изненадаш ти, татко, ако ја тебе ти кажав дека ќе дојдам и дотерајте се. Да. Ништо, беа, мајка ми, мислам, она дури едно време, знаеш како се плашат, почна овде да се држи за градите, викам, неле Господе, да не се случи од убаво да испадне неубаво. Меѓутоа позитивно ми е на главата цел живот и реков, не, ова мора да биде најдобро што може. И затоа реков, престани да плачеш, цело време ми кажа, полека Мики, се е супер. Кој не сакана? Секој родител тоа што го доживеа моите родители, сигурна сум дека го посакува. Изненадувањето и убавите моменти од децата, како викаат, живееме за вас, и овие се едни од тие моменти кои што се помнат цел живот. Реагира преубаво, мама беше збунета, презбунета, не знам. Значи не престана да плаче и дома кога се смири сето тоа, бидејќи музичарите си се поздравивме веднаш, си замина, си влегов дома само јас тој. Не престануваше да плаче од радост. Уште онака цела трепереца. И убава и беше. Ти си луда, викам, не сум луда, него ева така да се деси. Токму така, затоа и живеат, сигурна сум, за почит и љубов и сите, нели, да си доживееме вакви убавени. А сега да се вратиме на унапа што е ваша професионалност во организацијата на школата за ракомет Кирил Лазаров, седмица. Имам уште едно изненадување за сите наши гледачи, ова воопшто не го најавивме, затоа што ми забрани Анита никако да кажам, баш никако, се до последен момент, ете, знаеш дека никогаш не сум тужи баба, си го почитувам зборот, така, лојално е пријателството наше, затоа за Кира Лазаров имавте многу, мислам дека во недумица бивте како да го изненадите најдобриот. Така, 40 години тој наполни на вчерашниот ден. Да? Значи, не недоумица, туку условите и сето ова што се случува не ограничува. Не мислам со какво изненадување да се приближите до него во вакви моменти со убавени од зборови, во таа смисла недоумици, што се од зборови убавени да одберете за најдобриот ракометар на денешницата во Македонија? Па да, за него е секогаш тешко затоа што Киро од друга страна е па човек кој што не сака многу фалења, многу епитети и такви работи. И затоа мора да внимавате. Не што да одберете, туку што да не кажете. И затоа отидовме со она едноставното. Среќен 40 наш најдобар, те сака твоја Кала7 фамилија. Преку 1000 дечиња имаме во сите тие школи кои што
постојат веќе некаде 2,5 години низ Македонија. И мене ми е многу драго затоа што Кире е идол на многу наши деца и момчиња и девојчиња кои што се дел од тие школи, кои што тренираат, не знаеш колку едва сите чекаат да заврши сето ова, па повторно да се вратат по сала, бидејќи навистина го сакаат спортот и ракометот. И сето тоа се случуваше за многу кратко време, иако размислувавме од подамна што и како, бидејќи сепак 40 години, а уште да си на терен и уште да си најдобар е за поздрав и за одбележување. И како да го направиме сето тоа, им дадовме на децата задача. Прво одевме на селекција барем на 1 до 5 од школите, бидејќи 1000 деца секој да прати видео, цел ден има тоа да врати, а сепак да се скрати, ниту едно од тоа да не остане невидено. И нели, моите колеги од КМГ Спорт агенција која што го работи сето тоа, како што Марко, кој што ни е задолжен за монтажа, го спакува тоа во добра минута и пол, скоро 2. И среќна сум дека е сето тоа така, најбитно ми е дека нели сето тоа стигна онака прифатено како што очекувавме да пристигне. Си кажаа децата што имаат да кажат, поединечните видеа постојано ги поставуваме нели да не останат децата изоставени со нивниот труд, идеја и креативност. И се случи тоа што се случи. Како реагираше Кире Лазаров на изненадувањето? Како Вилам реагираше Кире Лазаров на вашето изненадување? Па убаво, како може да реагира? И знаеш како намерно го ставивме тој сет, бидејќи Кире секогаш е пристоен на терен во давањето на голови. Меѓутоа, ова е една од ретките негови манифестации на давање гол и кревање нели на дресот, покривање на глава, а сепак затоа што е роден, затоа што е радост, намерно одевме со тој инсерт. Так, на малку понаков начин. Што знае тој. Еве што напишавте, кога рекордерите се рекордери со години, тогаш се историја, тоа е историја родена во Македонија пред 40 години на денешен ден, тргна од Свети Николе, стигна до Нант, а никаде помеѓу му се оствари детскиот сон наречен Барселона. Тој не игра, тој живее ракомет, апсолутно е ова така. Со неговиот ракометен сон живеат и 1000 деца од школата за ракомет Кире Лазаров 7 или КЛ7, скратено низ Македонија, кој преку видео пораки на капитенот на машката ракометна репрезентација и најдобриот ракометар роден во Македонија, му го честитаа 40-тиот роден ден. Во видеото се и сите младински селекции на играчите од РК Голден Арт КЛ7 и соработниците на Лазаров. Најголемата ракометна фамилија на КЛ7 својата роденденска порака ја завршија нели со едноставна порака. Среќен 40-ти роден ден, наш најдобар те сака твоја КЛ7 фамилија. Па да го видиме, Анита, сега може, дозволуваш? Може. Сега може, да. Среќен роден ден Кире Лазаров и од целиот тим на телевизија Алфа. Среќен 40 роден ден, сите желби реални. Успех во секое поле, најмногу во ракометот ви посакува, КЛ7 битола. Среќен роден ден, Кире. Ти посакувам да си секогаш среќен и насмеан. Среќен роден ден, Кире. Голема е среќата некој да ве запознае и да дели моменти со вас. Привилегија е да ве гледа, често да ве сака и да учи од вас. Среќен роден ден. Среќен роден ден, Кире Лазаров. Среќен роден ден, Кире Лазаров. Среќен роден ден, Кире. Среќен 40-ти, наш најдобар. Среќен 40-ти роден ден, наш најдобар, токму така, нашиот најдобар ракометар, кој се уште е активен, кој се уште прави невообичаени нешта, чуда прави на теренот тој. И му посакувам уште многу успешни и години во неговата понатамошна кариера, но и многу голови на кои ќе бидеме вчудо невидени, ќе останеме такви. Затоа што тој тоа го прави постојано само за нас, за македонската публика, и едно јавно вака благодарам за сите
нешто што ги направил за ова наша убава Република Македонија. Школа за ракомет Кирил Лазаров, нема да ве прашувам што и како, затоа што нели во моментов сите ние сме малку збунети со многу недумици, со многу прашања што понатаму и како ќе се одвива социјалниот живот, па и животот на нели децата кои се вклучени во школата за ракомет Кирил Лазаров. Досега сте во Скопје, Струга, Охрид, Богданци, Стојаково, Куманово, Свети Николе, Чешиново, Блишево, Тетово, Делчево и Битола. Знам дека во летниот период од годината имате и кампови, но за тоа кога ќе имате планови ќе ни бидете повторно гостинка, ете што велат па дечињата, едве чекаат, сигурна сум да почнете. Апсолутно, тие се обидуваат, тие тренинзи сега, нели тоа не може да биде оној тренинг кој што се случува во салите, да го реализираат, меѓутоа секој на свој начин дома ни праќаат некои видеа, едноставно навлечени се децата на спорт и тоа е најдоброто нешто што може да му се случи на секој дете без оглед дали е ракомет или било кој спорт. Инвестирањето во спортот е инвестирање во животот, ова го потврдувам со еден куп докази. А децата дека со душа чекаат да се вратат на терен, секој ден многу слушаме тоа во таа комуникација која што имаме и кога ќе почнеме, како ќе почнеме, меѓутоа не се знае што ќе се случи од денес зутре, а не да правиме некои планови барем за еден месец однапред. Токму така, и за крај, знам дека секогаш, како што кажавте, позитивна сум во мозокот, во главата, позитивно гледам на нештата. Позитивно ли гледате на целата оваа состојба во која сме сите ние? Никако така не затекна. Мораш, ако почнеш да тускаш и ако почнеш да викаш леле што ќе се случува, отиде возот. Мораш позитивно, иако не знам сега, јас ниту сум експерт, ниту сум човек кој што се дава себе си го проучување на сето она што се случува, едноставно следам, читам, искрено да бидам на почетокот се мрднав од информации и потоа реков како и сите ние, да. Да, имав проблеми со дишењето, најискрено ти кажам, значи не можев да се издишам од мислата што утре. И затоа реков мора да станеш, сигурна сум дека голем дел од луѓето го поминале сето ова. Позитивната не ме фати паника, него едноставно неизвестност од денот утре, до кога како, затоа што од друга страна не е ова нешто што можеш да го пресечеш со ноќ и готово заврши. Ќе треба време да научиме да живееме овака како што живееме сега. Дај Боже ден на ден тие бројки кои што секојдневно ги слушаме да бидат што е можно помали, особено оние бројки на луѓето кои што завршуваат најлошо. Не знам, оптимиста сум секогаш, меѓутоа за ова мислам дека дај Боже да заврши час поскоро и се да се врати во нормала, да се бидеме повторно она што сме ние сега сме, меѓутоа ограничен ни е просторот на живот. Ама ќе се навикнеме. Барем не сме страдни, не сме гладни, не тераат да копаме, не тераат да работиме. Да, само да седиме дома. Да бидеме одговорни, да држиме растојани, да седиме дома. А како пак вашите родители реагира на сите овие препораки? Гледали нон-стоп вести? Ја карав мама, татко ми задолжително мора вестник да чита на сабајле, оди му купува вестник. Нема да одиш ни по вестник, затоа што навистина им се годините така. Она со здравјето супер си е, кревка си е, меѓутоа белите дробови знаеле неколку пати во текот на животот да бидат лоши кон неа. И заради тоа, и викам, максимално, значи, седење дома. Дисциплинирани се, свесни се за сето тоа, и нели, она излегување, меѓутоа, со задолжителна опрема, без опрема, никаде не се мрда. Многу ретко излегуваат, еднаш да кажам неделно, и тоа или само мајка ми, или само татко ми, најчесто мајка ми, и слушаат препораки, ако сакаат да славим уште многу датуми за свадба. Како Анита Даева се ги поминува деновите во самоизолација? Со што се занимавате? Па самоизолација, ти кажав, значи, од 9 март до 2 мај јас Скопје не го напуштив. До маркет, до аптека, и еднаш морав да отидам за да го регистрирам возилото. Тоа ми беше, значи, некое движење во некоја институција, не институција, тоа сепак е, нели, банка, осигурителна компанија и технички преглед. Тоа ми било прво движење таму, па во меѓувреме се случи и некои неубави работи каде што повторно мораш да заминеш со маски. Си отидоа некои луѓе за секогаш, и така да знаеш, секојдневието го тераш некако ограничено, меѓутоа тоа е животот. Ние не можеме да го сопреме сето она што го носи денот, ниту пак можеме да го менаџираме сето ова до бескрај, меѓутоа мора да се трудиме. Не мрдав од дома, децата никаде не ги пуштев, сега искрено да кажам, почнуваат малку да излегуваат. Има онлайн настава, син ми кој што е 3-та година на архитектура на факултет и моментално има час горе кај него во соба.
помалиот. За него ми искрено жал, меѓутоа ќе помине сето тоа. Викам, Давид ми се роди 2001 во време на војна, матурант ми е во време на корона, ама тоа е тоа, живот. И знаеш како и се чуваме, затоа мораме да го поминеме сето ова живи здрави, а знаеме едно мало невнимание што може да направи. Знам понекогаш и јас да сгрешам, меѓутоа дај Боже сето тоа да е без некакви последици. И она што сакав да го кажам, се организираме карти, си игравме, се гледаме филмови заедно сите, се дружиме и таа дружба, тоа наше отсуство, иако ние си функционираме сите, барем ручек си имаме заеднички во текот на денот без оглед на одврските, децата на факултет, сопругот на работа, Давид у гимназија, јас со моите обврски. Сепак ова време дома сме се сите и едното нешто позитивно од оваа лошотија која што му се случува на светот и на планетата е тоа заедничко живење многу подолго во споредба со животот пред корона пандемија. Да. Само позитивни мисли ви посакуваме. Ето од целиот тим на утринската Добро утро сега утро ве поздравувам, ве гушкам и да се видиме во поубави времења за сите. Так. Поздрав до сите, убави ден. Благодарам, Ана, за вниманието, благодарам затоа што ме вклучивте, да ги поздравам сите. Чувајте се, внимавајте на себе и љубов без оглед на се што ни се случува, затоа што само така се е полесно колку и да изгледаат работите тешки. Поздрав, те гушкам јас.